Најмногу поради изведувачите, клучни проекти за развој на општините од регионот стојат во место, а објектите кои се во фаза на градба, никој не знае кога ќе бидат завршени. Проектот планински велосипедски патеки, кој што е финансиран од Светска банка, проект кој што требаше според договорот на изведувачот да биде завршен до средината ноември. За жал тој проект не успеавме да го завршивме, односно изведувачот не успеа да го заврши во предвидениот рок. Секако овде најголем дел од причините лежат во организацијата на изведувачот, бидејќи не работеше со темпо кое што беше договорено и со бројот на луѓе кои што работеше, буквално не беше возможно да се заврши овој проект. Освен Кочани, проблеми со изведувачите има и во Македонска каменица. Потежното се одвиваа сите договори, оному каде што имавме потреба, реално ги продолживме договорите кои што траат до крајот на годината, тоа е изведување на локални патишта во Косевица, поврзување на Луковица со Косевица и улицата Даме Груев, таму договорите се до крајот на годината. Заради објективни причини, знаете, полициски час и целата ситуација во државата. Поради овие причини, општините се почесто се одлучуваат да ги активираат заштитните механизми. Најчесто гаранција бараме банкова гаранција кој што изведувачот во извесен период гарантира со банкова гаранција и за квалитетот, исто така и за временскиот рок во кој што треба да биде извршена, дали е тоа градежна работа, односно услуга, дали е набавка на стока или е друг вид на набавка. Нормално, кај што ќе има и оправданост, ќе мора да бидат активирани овие банкови гаранции за да може навремено и квалитетно да бидат изведени работите. Ова за многумина непозната ситуација е главната причина за сериозно пребивање на градежните рокови што повлекува огромни финансиски, граѓански и економски реперкусии. Проблемот е што решение за ова во моментов нема, бидејќи градежници има малку, а објекти за градба многу повеќе.